Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Кога веќе Кочо Андјушев молчи одбегнува да даде одговори за скандалите кои се врзуваат за него во соседна држава, тогаш прашуваме дали јавноста може да очекува дека под опрен глас нашето обвинителство и надлежните институции ќе го истражат овој случај кој тресе јавноста во Македонија и Грција. До тогаш, доколку има истрага, бараме Андјушев да си поднесе оставка за да не може да влие врз истрагата од позиција на власт која што во моментов ја има. Вице-премиерот за скандали Кочо Андјушев не престанува да отвара нови сомнежи за криминал, не само во Македонија, туку и во Грција. Оваа црнила што ни се случува во државата е резултат на црните биографии на функционерите на оваа криминална влада на СДСМ. Во грчките медиуми веќе се најавува истрага на грчкото обвинителство за продажбата на фирмата EDS, која што беше во собственост на Андјушев, на грчката државна компанија за електродистрибуција или на скратено ДЕИ. Ние, а и јавноста во Македонија изразивме сомневање во легалноста на оваа продажба, особено ако се има предвид дека се случи неколку месеци пред подпишувањето на капитулантскиот договор од Преспа, со кој се рушат македонските национални и државни интереси. Патем, да не заборавиме дека Андјушев беше еден од првите функционери кои уште пред финиширањето на договорот лицитираше со името на државата. Дали овие изјави на Кочо Андјушев во врска со промената на името и продажбата на неговата фирма на грчката државна фирма имаат некаква поврзаност, треба да го испитаат и нашите институции. Се разбира, ако имаат доблес и храброст да се оттргнат од канџите на власти на Зоран Заев. Дополнителен сомнеж дека се работи за матна сделка од која зависи идентитетот на државата, на секој граѓанин на Република Македонија говорат информациите кои ги добиваме од грчките медиуми, кои велат дека милионите евра се исплатени на личната сметка на Кочо Андјушев, 4,8 милиони евра. Кочо Андјушев е само олицетворение на целокупната власт предводена од Зоран Заев. Овој криминален картел на власт не пропушта можност за лично богатење без да бира методи и средства. Овие луѓе, кога се работи за нивниот личен интерес, немаат ништо свето. Ниту име, ниту идентитет, ниту народна волја, ниту устав, ниту закони. Затоа сите треба да си дадат оставка за Република Македонија конечно да тргне напред.